прочетох наистина интересна. Морам да кажем дека аз првата асоциација ми доаѓа на едно меме, што геројот беше филм во интернет, беше со доктор Спок, знаете, партнерот на Джеймс Тибериус Кирк од Звезден Патрик Ентерпрайз, кој што гласи некако вака ненормалниот, оно е нормален во ненормално општество. Денеска научихме дека е најнормално. Сега не е фирбака, да збориш се. Кој е ненормален сега? Едната или другата страна, ние сме доктори. Ние вели дека е нормално општеството. Како ние вели дека не? А кој какви се луѓето што живеат во општество? Тој успее да ти вери. Ние треба диагнози да поставуваме, не сите. Иначе, ова беше меме на познатиот вулканец, доктор Спок. Не знаеме што е тоа. Сватихме и најнормално во нашите училишни згради да шетаат курци и за тоа да биде одговорна санитарната инспекција, а родителите на децата кои учат во тие училишта да го сметаат тоа за нормално. Јас жалам што денеска дискусијата зазеде поголем временски период од денот и директорите на училиштата не се присутни тука, но тоа не настава нас слободни да не дискутираме да темите кои што се пред нас. Сакам да констатираме на работа, бидејќи цело време зборуваме дека Битола е град кој што е просперитетен, во кој што има странски инвестиции, луѓето живеат среќно, благодетно. Сакам да ви кажам дека последното училиште кој што е изградено во општина Битола е изградено во 20 години. И тоа училиште до Климент Охридски, кој што и ден денес битолчани го викаат новото училиште. После скоро 3 децении тоа училиште и ден денес го викаме новото училиште. Во тој период јас учев во основното училиште Опида Караманди, кој што беше за тоа време најновото и најмодерно училиште, и седевме по тројца ученици во клуб. Денеска едното и другото училиште се полупразни, а тоа се училишта кои што гравитираат во Нова Битола. Луѓето од нашиот град се заминуваат, но не само поради квалитетот на училишната настава, туку и поради квалитетот на животот кој што го имаат во општина Битола. Но изминативе 12 години, допълнение на локална власт е на локално ниво е власт и денеска научихме дека истрагата на СЈО е виновна за проблемите во битолските училишта. Да, спомнувавте самокритика, никаде самокритичност во однос на изминатите 12 години работа во ниво на општина Битола. Сега имаме истрага со кодно име транспортер, во кој што е обвинет градоначалникот на општина Битола, секретарот на општината и уште 20 соработници, т.е. директори на основни училишта и други превозници. И на сето тоа, криминал тежок 360.000 евра, СЈО е виновна за моменталната состојба во училишта. Сакам да ги прашам директорите денеска, дали деновиве имаат добиено налози за извршување поради неплатен борч во однос на нафта на милионски суми денари од страна на Куцко Петро. Одговорот е потврден, налозите се стигнати, налози за извршување и како тоа ќе се рефлектира во престојната грејна сезона, никој не знае да ради. Имаме ситуација со медицинско училиште, во кој што после еден месец од започнувањето на наставната програма, бидејќи нели се е во ред со наставната програма и таа започна напреме, и тоа е успех во 21 век, учениците немаат организиран јавен превоз. Колегата Хаджиевски кажа дека се треба да биде по закон и законот треба да се почитува. Каде тоа почитувањето на страната на законот, страна на колешката, т.е. директорката на медицинско училиште, кој што не го почитува СОЕ и 2 години не се е направено ниту на комисија, ниту пак на седница на СОЕ. Дали за неа постојат закони
и дали истите таа изучитува. И дали некој во Општинскиот комитет, од каде што таа е предложена како кандидат и како вршител на функција директор на медицинско училиште, може да му каже дека во оваа држава има закон и истиот треба да се почитува. Сакав истата да ја прашам, бидејќи имам добиена информација од родители кои што се загрижени во однос на транспортот за нивните деца. Како таа планира тоа да го реши? Сакам да ги прашам исто директорите како се подготвени за тековната зимска сезона. Спомнав налозите за исплата према Турско Петро за ненаплатена нафта. Следно цајкот со тендерот за транспорт учениците, а од друга страна немаме никаква најава, ниту решение, ниту предлог од владачкото мнозинство, посебно од локалната самоуправа за решавање на овие проблеми. Се бараат некои бајпас решенија, кои што нема да донесат сериозно решавање на проблемот. Туку може не само преместување, привремено решавање на проблемот и повторно трупање на долгот. Беше напоменато дека ова влада инвестирала 50 милиони евра во училиште спортски сад. Како тие 50 милиони евра изгледаат преточени во слики, бидејќи фотографии имаме, ќе ви покажам скоро. Сакам да видите тука директорката на основното училиште Елпида Караманди, со кој што имавме интересна дискусија на комисија, каде што таа лажеше, го користам тој збор, затоа што не гледаше во очи и лажеше, кога ја прашавме, јасно че ја прашав, дали се употребува тениското игралиште. Таа ми вика да, одемено го употребувам. Ќе ви покажам сликите од тениското игралиште, каде што таа тврдеше дека истото се употребува. Ова, почитувани колеги, после 50 милиони евра вложени во образование, е сликата на влезот од Елпида Караманди од северната страна. Ова врата овде беше функционална кога јас учев таму. Сега е обрасната цела во трн. Еве истата врата, кога што може да се види дека има насобрано и ѓуб. Ова е лесната врата, како од замокот на не од замокот Бабицата и Звера, каде што ќе треба цела обрасна по пршлени, каде што таа игра тенис по време. Еве ја истата ограда на тоа тениско игралиште. Најинтересно, ова е во непосредна близина на домот на колегата Шакерска, спротива на неговата зграда, што е тоа го. Ова е кошер. Колега, зборуваме за Елпида Караманди во непосредна близина твоја. Ова е кошер, како што децата треба да имаат спортски активности. Ова е спортскиот терен на кој што играв. Кажи му ги другите да беше тука. Сигурно не сме. Вака изгледа спортскиот терен, во кој што има веќе израснато тренина. Новиот терен, на кој што има се освен асфалт, треба да играат децата фудбал, ракови и други активности. Ова е влезната врата во училиштето, која што е пушта без за учители. Ова е мензата, кој што порано служеше како менза, сега од страна самата директорка е пријавено дека и нема санација во изминатите 3 години. Сега идеме малце во еден друг дел, за кој што ги замолам колегите советници да ме следат внимателно, затоа што станува збор за образовна институција која што треба да ги воспитува идните генерации. Ова се фотографии на самиот влез од училишната зграда, во која што поминуваат деца од предшколска и школска возраст.
Да, графитите и страната на графитите. Ова е на самиот зид, влез пред влезната врата. Елпира Караманди. Еве бистото. Од друга страна цел зид е шкрдан со графити со непристојно содржина. Повторувам дека овде учат малолетни деца. Сега идеме до најбавиот дел за кој што многу мина вие тврдите дека јас лажам кога зборувам дека во Македонија се протежира фашизмот и дека истиот не постои во држава. Ова е влезната врата на спортската сала. Истата е пишана, цртана со свастики и знакот на СС единиците од Втора светска война. Не довршам, ќе ви кажам. Ова е споменикот на народниот герој кој што го носи училиштето, името кој што го носи училиштето Елпира Караманди. Истиот исповреден со графити. Ова се графити на влезот на школската амбуланта. И повторно свастики на менса. И сето ова во едно од училиштата кој што е кандидат за IB програма, каде што, како што каже колешката Наташа, треба да се исполнуваат невисоките стандарди во едно образование. Јас жалам што нашето образование во каква состојба, жалам што директорите кои што се задолжени да се грижат за не само физичкото, туку и психичкото здравје на нашите деца, дозволуваат такви работи да останат не коригирани. Недозволиво, без разлика кој би мога направено, свастики и знаци на СС единици да стоят на влезната врата на спортската сала. Недозволиво е графити со погребна содржина да седат на влезната врата од самото училиште. Недозволиво е споменикот на народниот герој да биде ичкана со графити. Тие работи се недозволиво. Недозволиво е училиштето да пива во џубре и ние се тоа да го премолчуваме. Колку и да сакаме да премолчиме пред фактите, треба да сватиме дека овие луѓе се поставени од вас. Истите тие, бидејќи ние како малцинство во овој совет не можеме да ги коригираме, треба вие да ги коригирате. Нивните активности вие треба да ги коригирате. Истите тие луѓе, дел од нив, одбиваат да дојдат и да разговараме за проблемите во образованието веќе 2 години. Не ги почитуваат ниту законските норми, ниту опрските кои што ги излегуваат од обавувањето на нивната општествена функција. Колеги советници, ова се аргументи, ова се страшни аргументи за непостојањето на систем на вредности во поставувањето на кадрите и непубликувањето на одговорност за активностите кои што тие кадри ги носат. Жалам што ова се случува во моја непосредна близина како советник. Жалам што да се случува во уште по-непосредна близина на колега советник, Чакевски живее зградата негова залепена до дворот на училиште. И до сега, и покрај сите реакции кои што имаме, овие недоследности не се потребни. За сега